овие парници, каде оди детето, кој треба да го добие, во каков систем живееме сега, кои се неговите недостатоци и исто така за измените кои во законите кои допрва треба да се случат. Со нас во студиото е господинот Наум Рибаровски, кој е од иницијативата за заедничко старателство по развод. Добар ден, господин Рибаровски, добро дојдовте во нашето студио. За прв пат сте во студиото на Еден ТВ. Дали може да ни кажете, бидејќи вие учествувате во подготовка на нов предлог закон, законски измени во Законот за семејство, во која насока се движат измените кои вие ги предлагате и на што конкретно целите? Па, она што сакаме да го смениме во Закон за семејство е да се престане со сегашната погубна пракса по развод детето да се доделува на чување и воспитување на само еден родител, а другиот родител да има минимални контакти. Практично оваа пракса која важи со децени се покажува како погубна за децата и сметаме дека се созрани условите во Македонија, особено земајќи во предвид големиот број на разводи, да се направи нешто и да им се помогне на овие деца да без разлика на тоа каков е законот, без разлика на тоа дали родителите може да се договорат меѓусебно или не, да им се помогне да и понатака и покрај тоа што родителите се развале, да ги имаат двата родитела на располагање, бидејќи е клучно за развојот на детето да двата родитела и понатаму бидат вклучени во неговото чување и воспитување. Како тоа е предвидено според законот, во која насока се тие измени конкретно и со кои примери, претпоставувам, бидејќи се поголем број на примери имате со кои што се докажува нужноста од овие измени, доколку може да ни посочите? Во прво време, кога го гледавме законот, сметавме дека е доволно да се сменат 2-3 члена, за да го оствариме тоа што сакаме да го оствариме. Меѓутоа, кога седнавме да го читаме законот член по член, испадна дека промените ќе бидат многу посеопфатни. Практично е цел нов закон, дали можеме така да речеме? Не е цел нов закон. Во тој дел. Да, има целосно новост по развод, практично цел ќе се промени цел систематски. Значи, она што сакам да го постигне се напушти, како што кажав, таа пракса на доделување на детето на чување и воспитување само еден родител. Наместо тоа, во законот сега ставаме дефиниција што представува заедничко родителство, што представува самостојно родителство во правна и во физичка смисла. И ставаме одредба дека во сите случаи, освен во исклучителните кои што се предвидени во еден член, треба да важи заедничкото правно и заедничкото физичко родителство. Во правна смисла тоа значи дека двајата родители остануваат еднакво одговорни за одлуките околу детето, значи за клучните одлуки, тоа се здравство, образование и така натаму. А што се однесува до видувањето, се предвидува дека секој од родителите треба да помине по минимум 120 до 180 дена годишно со детето. Ова е многу голем новитет од аспект на тоа што детално сега одиме на тоа да се регулира како ќе се одвиваат гледањата со децата, затоа што во моментов не постојат правила. Центрите за социјална работа при одлучувањето се водат по својата пракса која што е стара 50-60 години и типично се сведува дека детето го зема едниот родител, најчесто мајката, а другиот родител, најчесто таткото, останува со видување од некои 5 до 6 дена месечно, ако родителите не се договорат поинаку. А тоа е редок случај кај нас? Тоа е редок случај кај нас, меѓу другото, затоа што е таков законот. Така, затоа што кога се двајца во конфликт, кога едниот знае дека е во предност, нема зашто да се договара со другиот. Но како овие предлози кои што вие ги предлагате не идуваат кај родителите, ако знаеме дека тие можеби не сакаат да се договорат и можеби им повеќе одговара еден вакво решение? Вака сега. Не е битно по нас дали родителите сакаат или не сакаат да се договорат, треба да се гледа интересот на детето. Дали ако двајца не може да се договорат, тоа не значи дека се лоши родители и како што кажав и претходно, неможност да се договори, да се договарат родителите најчесто произлегува од сегашниот закон. Она што ние сакаме да го постигнеме е да нема заедничко родителство само ако се договорат родителите. Таква законска одредба постои во земјите во нашето окружување, тие се навидум чекор понапред од нас, меѓутоа ги имаат истите проблеми кај нас, како кај нас, затоа што родителите ретко можат да постигнат сами од себе договор. Само за доброволното договор. Да, практично на тие што може доброволно се договорат не им треба ни закон. Имаме ситуации тука во Македонија каде што родителите се договараат независно од законот. Работата е што ако не може да се договорат, како државата тука да постапи. До сега се постапува дискриминаторски кон едниот родител и кон децата. Она што ние сакаме да го смениме е да се изедначат практично правата и
врските на родителите, како што во законот во сите претходни членови пишува дека родителското право подеднавно им припаѓа на двајцата родители, така да остане и по развод. Каде би живеело детето според она вие што го предлагате? Вие споменавте минимум денови годишно кај едниот и кај другиот родител, меѓутоа во однос Како на тоа ќе се реши во пракса? да. Да, вака, во пракса децата, кога ќе се разделат родителите, има два дома, и кај едниот и кај другиот родител. Нормално мора да се определи една адреса, каде што детето ќе се води, нели, за статистика, за во која школа, која градинка дои така Но натаму. тоа нема да има врска со родителството. Тоа нема да има врска со начинот на кој што ќе се гледа детето. Она што ние го предлагаме, тука би сакал да нагласам уште една битна работа, значи освен предлог законски промени, ние одиме чекор понатаму, ќе предложиме и два правилника. Правилник за видување, правилник за алиментација. Во правилникот за видување предвидуваме дека освен во ситуација кога детето е премногу мало, значи до 3 годишна возраст, или ако имаме исклучителни ситуации кај што едниот родител или не може или не сака или не е подомен да остварува заедничко родителство, во сите други ситуации да се оди на доделување на детето, на гледање на детето 50-50, односно во еднакви временски интервали, како принцип кој што е научно докажан дека е најдобар за детето. Сега има исклучоци и од тој принцип, а да сепак има заедничко родителство. Например, кога двајцата живеат во различни градови, нели поради школските обврски на детето не може да се остварува тоа 50-50, во тој случај се оди на таа долна граница од околу 120 дена годишно, така што едниот родител например го гледа секој втор викенд како што е до сега, но деновите до 120 се надополнуваат за време на распустите и за празниците. Во контекст на дискриминаторскиот однос на законот и народниот правобранител бил заинтересиран токму од оваа тема и според податоците анализираниот период е од 2014 до 2016 година, а според податоците што ги добил народниот правобранител од судот, во тој период имало 2688 случаи за доверување на дете, од кои 1400 биле побарани од мајката, 1288 побарани од таткото. Меѓутоа, во најголем дел од исходот децата завршувале кај мајките, тоа се 2529 случаи, а детето отишло, односно судот го доверил кај таткото само во 503 од случаите. Што зборува оваа бројка? Какви се вашите коментари за Видете, во прво време нас не етикетира како иницијатива на татковци, затоа што иницијативава се залага за изедначување на родителските права, кои што се сега по развод доминантно на страната на мајката. Така е, најчесто мајките ги добиваат децата на начинување и воспитување. Меѓутоа, наша иницијатива, како да кажем, нема полов предзнак, затоа што имаме и обратни ситуации каде што мајките нели се во ситуација да бидат секундарен родител, и тоа исто така дискриминаторски не е добро за децата. Сакаме да ги елиминираме тие значи полови бариери, полови стереотипи, дека детето мора да оди кај едниот родител и дека тоа по правило подобриот родител е мајката. Тоа нема врска со реалноста, нема врска со здравиот разум и нема врска со интересите и правата пред се на децата. Затоа ова што го предлагаме ние, сметаме дека и е во склад прво со Конвенцијата за правата на децата и второ е во склад со современите како да кажем достигнување во семејно право. Практично ова е еднината на семејното право, ова што ние го предлагаме. И се во текст со светските така, и европските тоа е светски тренд, се повеќе држави го ведуваат заедничко родителство. И потребите и интересот на детето пред се како главен интерес во сева ова. Дали се почитуваат, зборувам за актуелната состојба, каква е вашата перцепција? Дали се почитува желбата на детето? Дали во овие парници воопшто се прашува детето што сака, каков е неговиот став? Видете, или се потргнува од она мисла дека не е полнолетно лице па не може да донесе. Не, ги прашува децата над одредена возраст и сега, и тоа во ситуација кога е покритична, например, кога родителите се расправат и така натаму. Меѓутоа, замислете вие кој стрес е за едно дете да го прашаш дали сакаш да бидеш со мајката или со таткото, како детето тоа да го реши. Ме разбирате? Збориме со психолозите дека има ситуации кај што деца кои што го направиле тој избор, практично после многу години кога стануваат возрастни, стануваат свесни дека самите себе се изманипулирале и самите од себе го тргнале од родител и тоа има погубни последици кога ќе дојдат во таа, да речеме, попроблематична адолесцентска возраст. Апсолутно во моментов не се почитуваат ниту правата, ниту интересите на детата, затоа што не е интерес на дете кој што има двајца родители кои што сакаат, можат се подобно да го чуваат, да му се тргне едниот родител од животот. Особено во ситуации кога пред развод двајцата родители биле инволвирани,
и особено во ситуација кога дури самите служби гледаат дека 20 родители понатаму можат и сакаат да се грижат за тоа дете, меѓутоа секогаш си ги перат рацете, а не извинете, таков е законот, мора детето да оди кај едниот родител, седнете, договорете се. Во тоа голема улога игра Центарот за социјални работи. Предпоставувам дека до сега вие сте имале барем некаква комуникација, ако не соработка со оваа институција. Како сте задоволни од начинот на кој тие се справуваат со вака сензитивни случаи, покрај тоа што нели нашиот закон нема широки можности, актуелното законско решение зборуваме? Видете, апсолутно не сме задоволни, затоа што всушност проблемите произлегуваат од решенијата за видување Центарот за социјална работа. При тоа, она што нас најмногу не иритира е што Центарот во многу случаи што ги има во иницијативата, наместо да ги запазува интересите на децата, најчесто ги запазува интересите на примарниот родител и по секоја цена се труди да не ги промени своите првично донесени решенија. Сето тоа е така затоа што во принцип на центрите им е оставено да прават што сакаат. Нема правила на игра, туку има само нивна пракса која што може да се менува, може да не се менува според потреба. И затоа најмногу заради тоа ние одиме не само со законските промени, туку го предлагаме тој правилник за видување, практично да им се даде на центрите сет на правила како треба да ги изработуваат тие родителски планови, како треба да ги определуваат решенијата за видување. Затоа што во сегашна ситуација имаме решенија кои се 50-60 години стари и кои никој никогаш не ги потврдил дали се исправни за децата или не. Дали ова значи дека Центарот за социјални работи самоволно работи? Според ова сега вие што го кажавте нема никаков правилник, не постапуваат по никаков ред, видите, нема на што ги темелат одлуките кои што ги носат на? Одлуките ги темелат на тоа дека дето треба да се доде нели на законот кој што е многу општ, дека дето треба да се додели на чујање воспитање кај едниот родител. И се темели на нивната пракса. Значи, таа пракса се пренесува од колено на колено на вработените таму, од Втората светска војна не е сменета, и едноставно они си работат по таа пракса. Нема никаков пишан документ според кој тие треба да ги донесуваат. Колкав проблем може да ви направи извештајот на тој Центар за социјална работа во целокупното судење? Дали влијае на мислите на решението на Центарот за социјална работа? Да. Вака, значи видувањата ги определува Центарот, а судот определува кој ќе се додели детето и ја определува алиментацијата. Колку често Центарот бил всушност причина за манипулации кон судот и нели за донесување на решение во полза на еден родител? Видите, имајќи го предвид. Улогата на Центарот е особено штетна кога има критични ситуации. Например, имаме во иницијатива ситуации каде што детето е очигледно предмет на семејно наследство од примарниот родител, кај што е доделено на чување и воспитување, а Центарот упорно го штити тој родител. Значи, дури и самите одат на суд како сведоци на страната на тој родител, повикани од тој родител. Каква е тука процедурата, кај кого можете тогаш вие да се обратите ако Центарот го штити родителот кој е условно речено физички го малтретира детето? Видете се, од аспект на ако зборуваме за семејното наследство, тоа е да речеме поврзана, но малце друга тема од ова зашто ние се залагаме. Во тој случај се но често пати се оставен дел претпоставувам во вашите случаи. Се вмешуваат и полиција, се вмешува и обвинителство и така натаму. Меѓутоа во глобала голем проблем е што дури кога нема семејно наследство, едноставно добиваш решение за видување, тоа е тоа, нема кај кој да се пожалиш. Затоа што по сегашнава процедура треба да се пожалиш во Министерството за труд и социјала. Од таму во 95% случаи добиваме одговор дека Центарот за социјална работа исправно работеле затоа што е почитувале процедурата. Значи ние не се жалиме на процедурата, ние се жалиме на нелогичните решенија. На тоа Министерството вика ние не работиме стручно методолошки со децата. И сега прашањето е тогаш ако не работите така, тогаш зашто овакво сте вие второстепен орган? Се отворили некогаш сомнежот дека можеби станува збор за една поорганизирана структура во Министерството која што во согласно со барањата на тие родители ги носи овие одлуки без при тоа имајќи го зборуваме за еден вид на разводна мафија така. Со оглед на фактот колегата ова го поставува како прашање бидејќи до нашата редакција и пристигнаа неколку поплаки, тоа неколку различни случаи. Од различни граѓани кои што имаат проблеми при разводите и при старателството. Имаме индикации. Ни го кажа еве овој термин диворс мафија во која според нивните изјави нели она што ќе го напише Центарот за социјална работа тоа го пресудува судот, од тоа зависи здраво за готово практично нема друга институција која ќе пресуди. Какви се вашите искуства, дали вие сте слушнале за ова?
Има индикации, има многу нелогични решенија од центарот, многу нелогични постапки. Меѓутоа не можам да кажам дека постои мафија затоа што немаме доказ. Ниту па од некој од нас лично, значи што сме во иницијативата биле побарени пари или некакви други други видови на бенефиции. Можно е да има таква работа, можно да се одвива, да речеме, подалеку од на јавноста, можно да се одвива преку посредници така натаму. Меѓутоа, како да кажам, тоа се до сега само индикации. Кога би имале ние цврст доказ за тоа, секако дека би го обелодениле веднаш. Во колку случаи вие како здружение сте имале простор да превенирате, да реагирате и да измените една ваква одлука, дури и со актуелно законско решение, односно нели да донесете во полза на другиот родител кој што ја обжалува првичната одлука и слично? Видете, не сме во можност, како да кажам, до сега не сме во можност да нешто да кажам дека во многу ситуации ги имаме сменат одлуките, меѓутоа се трудиме на нашите, значи не сме здружени, али да речем нашите членови, на луѓето од нашата група, да помогнеме со совети како треба да се обратат, во кои институции треба да побараат поддршка и како да се борат против сегашниот систем. Меѓутоа морам да кажам дека сегашниот систем не дава многу можност за борба на секундарниот родител, односно секундарниот родител е дискриминиран и имаме многу ситуации каде што родителите колку што повеќе претат, колку повеќе се борат, толку повеќе пропаѓаат, затоа што на страната на другиот родител застануваат сите релевантни институции. Така да време тоа да се смени со овие законски измени што ние ги предлагаме, не само што се изначуваат родителските права и обврски, туку како што гледаме во светот каде што постојат вакви законски одредби, многу од конфликтните разводи престануваат да бидат конфликтни. Детето веќе не е во центарот. Ме разбирате, детето веќе не е предмет околу кој што се расправаат родителите. Практично ги спојува родителите, ви може да кажеме. Кога двајца родители знаат дека остануваат еднакви родители по разводот, повеќе ќе немаме разводи заради тоа да се земе детето, ниту пак имаме расправи каде што или детето пак закани и уцени во тој контекст, да се користи детето како од разводот. Апсолутно да, детето во моментов како што е поставено е главно оружје за препирка после разводот. Со какви примери вие се соочувате во иницијативата? Секако доаѓаат многу луѓе на кои им е потребна помош, кои имаат проблем со конкретна работа. Кои се најлошите случаи со кои што сте се соочиле до сега и за кои што сте воделе војна? Па најлоши случаи најтешки. Да кажем, има родители што со години си ги немаат видено децата и државата ништо не прави околу тоа. Едноставно сите креваат раце. Тоа им е возможно, претпоставам, преку институциите на системот. Да, преку институциите на системот кои што не прават ништо. Едноставно, например, во сегашна ситуација, ако примариот родител реши да не го даде детето на другиот родител, не постои адекватен правен механизам како да се излезе на крај со тоа. Теоретски има процедура како оди тоа, нели може Центарот за социјална работа да поднесе до обвинителство барање за покренување на обвинение и така натаму. Во пракса тоа многу ретко се случува, уште поратко има правна завршница. Она што ние се бориме е да го отстраниме родителското туѓување како тип на насилство врз детето кое што сега е прикриено, а кој што за жал државата најчесто го поддржува. Не само што го поддржува, но што го иницира со своите решенија и после тоа нема како да му се застане на пат на таквата појава. Од кога ја водите вие оваа борба за измена на законот и какво е вашето искуство со властите, односно со оние кои го менуваат законот? И имајќи и предвид сите случувања во собранието, до кога евентуално очекувате да го видите овој закон имплементиран, односно донесен од собранието? Вака, почнавме со работа во 2015 година. И круна на нашата досегашна работа беше јавната расправа во парламентот, која што одржана во мај оваа година. Многу битен заклучок од таа јавна расправа е дека државата, парламентот призна дека потребно е да се промени закон за семејство. Тоа е прв пат државата да призна дека нешто не е во ред и она што нас многу не прави задоволни е што ставот на пратениците по однос на тоа што го слушна на дебатата е дека треба да се смени законот и тоа е независно од партијата. Значи и од левата, и од десната опција, и од малцинствата, сите застана на страната дека законот треба да се менува. Откако се случи тоа, да речам условно кажано, се повлеговме во илегала, требаше овакво да се изработат сите овие работи кои што ги предложиме. Ни оди на рака тоа што министерката Царовска најави дека во 2019 година ќе се отвора закон за семејство и ние одиме кон тоа да
практично бидеме спремни за тоа, односно да излеземе со Очекувате дека готови. ќе ги прифатат вашите барања? Очекувам. Затоа што врз база на тоа што го идовме во парламентот и врз база на тоа што практично се ќе биде сервирано готово, практично министерството ќе има минимум работа, нормално. А и нема некој кој што би го опонирал ова, предпоставувам и се надевам. Па видите, опонентите за жал ни работат позади грб и тивко. Тоа се претежно, да речеме, родители кои што го користат сегашниот Примарните систем. родители. Да, примарните родители. Меѓутоа, таа работа позади грб, како да кажам, не е врз база на аргументи. Аргументите се на наша страна. Ова што ние го бараме е светски тренд, поддржано и тука. Значи, од сите релевантни институции, како правобранител, Завод за ментално здравје, Клиника за детска психијатрија и така натаму. Така да сметаме дека не може да не се случат измениве. Нема аргумент. Уште една работа што сакам да спомнам е дека во изборната програма на владеачката партија е предвидено да се случат овие измени, така што веруваме дека конечно од 2019 година ќе се случи тоа што долго го очекуваме и дека конечно ќе поминуваме доволно време со своите деца. За крај само уште едно прашање во контекст на интересот на детето. Вие соработувате и со меѓаши. Да. Каков е нивниот став? Дали тие ја оценуваат оваа иницијатива како во насока на тоа дека работи единствено за интересот на детето? Апсолутно да. Првата детска амбасада меѓаши од самиот старт е со нас, ја поддржува оваа иницијатива. Многу од чекорите кои што ги преземаме заедно. И ја можам само да им се заблагодарам за целата поддршка што имаме од нив во сите овие години. Така, за крај, ако Баневски нема уште тука прашања би го завршиле некаде разговорот секако ако нешто заборавивме, а сметате дека е важно за темава да се каже? Па не мислам дека ги офативме главните работи. Ја ви благодарам на просторот што ни го остапивте. Се надевам дека не е последен пат да гостуваме во вашата телевизија. Би сакал да гостуваме, да речеме, да организираме некоја дебатна емисија, а исто така има и доста луѓе кои што се спремни да зборат за своите примери, да раскажат со какви потешкоти се Со што и ќе ја докажат нужноста од измените. Така, Ви нашата благодарам телевизија за вашето стана гостување. отворена. Ние сме отворени за соработка и со вас и со вашите членови и оние кои што имаат и сакаат да ја споделат својата приказна. Со нас тука би ви се заблагодарили уште еднаш за вашето гостување. Вие почитувани останете со нас, се враќаме назад во студиото веднаш по кратката пауза. Не дека криеме нешто. Не. Председателот постапува со пошироко толкување на уставот, има апсолутно право за тоа. Да, точно така. И тама работа да нема. Секоја среда со мене Сашо Ордановски во печат на неделата заедно со моите гости да ставиме печат на настаните. Четврток, 21 часот. Мостови што поврзуваат, скали што треба да ги искачиме. Прашањата се и за вас и за мене. До каде стигнуваме? Од каде тргнуваме? Каде одиме? Во речиси 3 деценискиот македонски круг, најважната дилема е како да се излезе од неговото волшебство и да се најде вистинскиот правец на движење. Дали во судската војна меѓу АД Топлификација и ТЕТО, за која стои кипарска офшор фирма, најдебелиот крај ќе го извлечат над 2600 акционери. Како со помош на лажен стечај, бришење на долговите матни игри, е изиграна одлуката на Врховниот суд за враќање на заемот на Топлификација од 30 милиони евра вложен во изградбата на термоелектраната. Ексклузивни гости на Гордана Дувњак во Правда и неправда. Првиот човек на Топлификација, Димитар Хаджи Мишев, и представникот на акционерите Ивица Стојановски. Гледајте вечерва во 21 часот.
Така се враќаме назад во студио 1. Отвореното студио стануваат уште неколку минути до крајот на овој блок. Со мене е колешката Кристина Атовска и до сега разговаравме со господинот Наум Рибаровски од иницијативата за заедничко и одговорно родителство, која што подготвува, односно ги консултира властите за ново законско решение кога станува збор за родителството, а кое што ќе биде по европски теркови и светски стандарди. Кога сме веќе кај европските теркови и светските стандарди, колегата Александар Чомовски разговараше со Худолин Твртко, кој што е хирург од Хрватска и кој што зборува како Хрватска, постапувајќи по светските и по европските стандарди, всушност го има подобрено својот трансплантационен систем и се во моментов е една од земјите која што предничи кога станува збор за трансплантација на бубрези. Во продолжение предлагам да го погледнеме интервјуто, па се враќаме назад во студиото. Во Хрватска 71 во Риека е направена првата трансплантација на ребро 2 години